Оваа средба ја закажавме уште пред 2 недели. Во студиото се Александар Спасеновски, универзитетски професор, поранешен пратеник. Добро вечер. Владо Бучковски, исто така универзитетски професор, поранешен премиер. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Се договоривме на 25 април дека ќе се видиме на 9 мај. Еве не пак заедно. Спасеновски 431.000 на контото на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН се враќа на бројките од 2016 па и предходно. Ни една анкета ова не го прогнозираше. Можеме да се согласиме дека анкетите на агенциите за истражување на јавното мислење во голема мера се разликуваат од најважната анкета, тоа е гласањето на граѓаните, и се согласувам со вас дека овој изборен резултат сметам дека представува едно мало чудо, не само за оние кои што ги наблюдуваат изборите, туку мислам дека истото можеме да го кажеме и за самата ВМРО ДПМН. Факт беше, очигледно јасно беше дека партијата ќе победи, но олку голем драстичен резултат, толку голема поклонета дојрба од страна на граѓаните, мислам дека никој не очекуваше. Што се случи? Се случи бран некаков кој што тргна со претседателските избори? Мислам дека овој станува збор за еден бран во најава кој што можеме да го лоцираме некаде еве во последните 2 години, кога навистина драстично беше незадоволството на граѓаните од перформансите. Може би уште од локалните избори. Од локалните избори, од аспект на незадоволството на граѓаните од перформансите на владата. Жолтиот картон беа локалните избори, а ова е финалната пресуда на граѓаните во однос на начинот на владењето на коалицијата СДСМ и ДУИ. Тука исто така има еден наратив кој што подолго време се повлекува не само на овие избори, туку неколку изборни циклуси наназад, а тоа е едно чувство кое што порано лепдеше на маргините на политичката дебата, сега стана дел од политичкиот мејнстрим, а тоа е дебатата за окупираната држава од страна на ДУИ, односно институциите на државната власт, и нели тој наратив дека треба да се вратат граѓаните државата и повторно таа да почне да работи не само за одредена политичка партија, туку за сите граѓани. Сметам дека тој комплот на лошите перформанси на владата и чувството на изневереност и оттугеност на институциите на државната власт резултираше со ваков импресивен резултат. Секако тука не треба да го исклучиме и големиот бран кој што се случи после тестот, односно првиот круг на претседателските избори, кога веќе стана повеќе од се јасно дека новиот победник е ВМРО ДПМН и дека разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ во однос на претседателските и во однос на парламентарните избори ќе биде драстично голема. Професоре Бучковски, СДСМ е на историски минимум. Вие помалку во обид да ги храбрите членовите на СДСМ пред 2 недели рековте, мислам дека ќе проработи гордоста кајнив и дека може да очекуваме изголемување за 30.000 од таа бројка по првиот круг, која што исто така изгледаше прилично ниско, а беше 180.000. По вчерашното гласање уште пониско. Што се случи за СДСМ да дојде до ова ниво? Мислам дека се покажа дека во првиот круг на претседателските избори околу 150.000 членови симпатизери на СДСМ го поддржале Пендаровски. Покажуваат резултатите дека моите предвидувања дека ќе се пробуди наетот, дека не сака да бидат понижени, не се остварија. Го крена бројот на гласови за некаде 70.000 Пендаровски, но не успеа СДСМ од онаа граница која предвидува во најлошите сценарија. Јас на 2-3 недели пред изборите слуштав од еден влијателен истражувач дека веројатно во тој момент вреди СДСМ меѓу 160 и 180.000 гласови. Јас не сакав да поверувам дека тоа е возможно, но анкетите кои покажуваат двојна предност на ВМРО ДПМН, кои беа исто така оценети од СДСМ дека наместо да го мерат јавното мислење и расположението, туку влијаат и креираат, испадна дека и тие не погодија ваков резултат. Ова е огромна победа, незабележена. Ја затоа малку претражувајќи што се случувало, посебно е значењето на оваа победа на ВМРО ДПМН бидејќи извојувана од позиција на опозиција. Значи досега најголемата победа имал ВМРО во 2008 година,
кога освои 480.000 гласови, а СДСМ имаше нешто над 230.000 гласови. Разликата тогаш беше 250.000 гласови. Но тоа е во налетот по Букурешт и од позиција на власт. Но и тогаш, да речеме, СДСМ имал 27 пратеника, разликата била 36 пратеника, што изгледаше дека е најкатастрофалниот пораз. Ова вчера со 58-18 и 40 пратеници повеќе да ги има ВМРО ДПМН, мислам дека и најрезервираните за капацитетот на СДСМ не веруваа дека може да биде ваков резултат. Мислам дека дури и ВМРО изненаден за ваква голема победа, но тоа е реалноста. И од денеска натаму прво требаше јас да честитам на ВМРО ДПМН за убедливата победа, да честитам на Гордана Силјановска-Давкова, новата председателка, за нејзиниот мандат. Се надевам дека ќе оправда довербата на огромниот број на граѓани кои гласа за нив. И двајцата сте од правен факултет, правен повторно продолжува да дава кадри на важни државни функции. Да, продолжува таа традиција, останува сега факултетот да го поправи впечатокот од аспект на перформансите на луѓето кои што како кадри на правниот факултет извршувале важни државни функции. Се надам дека во прилика тоа ќе биде така. Има и други претенденти за во влада, веројатно така. Професор, ви имате колега на вашата катедра, кој што веројатно е потенцијален министер. Дека дел од колегите од правниот факултет ќе бидат дел од тимот кој ќе го промовира и мандатарот, идниот премиер Мицковски. Верувам дека и во кабинетот на новата председателка ќе има дел од колегите кои отворено ја поддржува. Така што ќе видиме како ќе биде. Да речеме, врз основа на моето искуство, јас на победниците би сакал да им порачам дека еуфоријата која беше создадена не е добра за почетокот на нивниот мандат. Да речеме, за нашата идна председателка брзо треба да излезе од удобниот костим на професорка. Езиниот, да речеме, вчера победнички говор беше како предавање за студентите на правниот факултет, на политички науки. Таа трансформација не е лесна. Мора поскоро да се случи, затоа што времињата се такви каде што големи се очекувањата од новата власт, од новата влада, од новата председателка. Левица и Знам, ја проектиравме на 10 мандати, тоа го кажуваа бројките после првиот круг председателски избори, завршува со најверојатно 6. Левица затоа пак имаше 3, мислам дека, по проекциите по првиот круг, ама сега има 6. Значи, тука се случија сепак промени кои што може да ги наречеме и значајни во однос на тоа од пред 2 недели. Да, тоа е така и очигледно овие избори ни го покажаа, парламентарни избори ни го покажаа тоа дека граѓаните во првиот круг не гласаа за Левица и за Знам, туку гласаа за Ванковски и за Максим Димитриевски. Што не е лошо од аспект на демократија, дека тоа покажува дека и на локални избори се гласа за личноста, градоначалник, а и на председателски дел од луѓето гласаат за личност. Да, и сакам да кажам дека личниот рейтинг на Максим Димитриевски очигледно е повисок од рейтингот на самата партија и обратно рейтингот на Ванковска како надворешен уфрлен кадар во Левица е понизок од фактичкиот рейтинг на Левица. Она што можеме да го видиме е дека како резултат на негативностите на актуелниот изборен модел, Левица, иако освои околу 12.000 гласа, ако не се лажам повеќе од партијата на Максим Димитриевски, сепак на крај ќе заврши со еднаков број на пратеници, но независно наспроти сите темни прогнози, очигледно дека Левица има раст, а од друга страна исто пак и партијата на Максим Димитриевски како ново формирана успеа да се етаблира во новото македонско собрание. Доколку направиме споредбата помеѓу перформансите на Левица и на Знам на овие избори со перформансите во 2006 година на НСДП на Тито Петковски на ВМРО Народна партија во тој период, ќе видиме дека приближно изброј на гласови. Односно, овие условно речено протестни партии кои што произлегуваат од поранешни поголеми политички структури вредат некаде околу 100.000 гласови, но се разбира со минимална разлика во однос на дистрибуцијата на гласовите на овие 100.000 граѓани кои што вообичаено не гласаат за ниту една од двете стожерни големи партии, односно ВМРО ДПМН и СДСМ.
СДСМ. Она пак што е интересно да се каже за СДСМ е дека СДСМ оствари околу 70.000 гласови полош резултат од историски најлошиот резултат на партијата, или пак околу 350.000 гласови помалку од историски најдобриот резултат на оваа партија во 2002 година, што зборува само за големината на поразот со кој што се соочи СДСМ, или пак од друга страна големината на одговорноста пред која е исправена ВМРО-ДПМН да испорача резултати кои што ги очекуваат граѓаните. Професоре, колку боењето на знам помеѓу двата круга дека глас за знам е глас за ВМРО-ДПМН, дел од кампањата на СДСМ одеше во таа насока, придонесе можеби за да станат недостижни 84.000 гласа што Димитриевски ги освои во првиот круг од председателските избори за неговата партија. Според моја проценка, ваквиот пат кој е неверојатен, како што успехот беше неверојатен, метеорскиот успех значи и метеорски пат. Тоа и се случи за нецели 10 дена, заради погрешната кампања што ја водеше Максим Димитриевски меѓу првиот круг на председателски избори и парламентарните избори. На што пред се мислите дека беше погрешно? Мислам дека се обидуваше да биде поголем ВМРО-вец од ВМРО-вците. И очигледно дел од неговите поддржувачи го избра патот кој води до изворот, а не да одат од околу преку него, затоа што на крајот на денот се покажа дека за прв пат, тоа требаше да го потенцирам, за прв пат ВМРО-ДПМН, кога победува, не му треба некој понтонски мост за да дојде до мнозинството. Да се подсетиме, 98-та беше демократската алтернатива, 2006-та колку и да се јути Тито Петковски, без него не можеше да се направи мнозинството. Сега комотно тоа може да го направи, затоа на крајот кога ќе поентираме што и како се нашите очекувања, значи денес апсолутно јасно дека не треба многу да се труди, дури нему ни треба знам, иако предпоставувам дека ќе го земе, бидејќи ќе му треба и она другото мнозинство, може би од 2/3 за да биде промовирана новата влада, што изгледа возможно денес како се погледнат бројките. Спасеновски, ако кај знам кокетирањето со тоа дека може би утре ќе бидеме дел од владата, очигледно не даде резултат, тогаш кај Влен се чини дека тоа даде резултат. Влен не само што не падна, туку додадоа, имаат некаде околу 20.000 гласа повеќе од резултатот на Таравари во првиот круг на председателските избори. Го чувме Касами како и се заблагодарува на диаспората. И рече 100.000 пати благодарам на диаспората што дојде денес и не поддржа. Што мислите вие за резултатот во условно кажано албанскиот кампус? За прв пат ДУИ се соочи со еден организиран, би рекол, противник од другата страна во лицето на албанската опозиција и резултатите од овие избори тоа практично го покажуваат. ДУИ врз основа на еден коалицијски инженеринг се обиде и делумно успеа во тоа да создаде политичка коалиција која што ќе има повеќе гласови, повеќе пратенички места од гласовите кои што ги доби албанската опозиција, меѓутоа во реалноста факт е дека станува збор за приближно изедначен број на гласови и во таа смисла само би ви упатил внимание на неколку примери. Да речеме, доколку ги земеме резултатите во два важни бастиони за албанците, тоа е општината Чаир и општината Тетово, ќе видиме дека таму албанската опозиција освои повеќе гласови од партијата ДУИ. Гостивар како важен центар има приближно изедначен број на гласови, но од друга страна пак Струга и Кичево се местата каде што ДУИ оствари убедлива победа во однос на Вреди, што не доведува до заклучокот дека навистина стана збор за изедначен број на гласови, со таа разлика што сметам дека на овие избори, независно од бројот на освоените гласови, ако ги анализираме концептите со кои што настапуваат двете партии, ДУИ од една страна и коалицијата Влен, односно Вреди од друга страна, очигледно е факт е дека концептот на ДУИ за активен бојкот на председателските избори доживеа пораз и тоа го покажуваат денешните резултати, меѓу другото и врз основа на процентот на излезност во албанските средини. Кратко само, има простор Пендаровски да биде лут и да се чувствува изневерен од ДУИ?
Сметам дека со оглед на начинот на кој што изминатите 5 години се однесуваше председател Пендаровски, има простор да биде незадоволен, но тоа во ниту еден случај нема да го промени и немаше да го промени изборниот резултат, но впечатокот финалниот исход од председателските избори, но сепак впечатокот во однос на големината на поразот немаше да биде вака драстичен како што е сега. Факт е дека тој му заврте грб на актуелниот председател Стево Пендаровски, тој има апсолутно право да биде лут на тоа. Професоре Бучковски, има ли право дуи да се лути тоа што Мицковски очигледно тргнува во тоа идната влада да ја прави со оние кои што освоја помалку пратеници на вчерашните избори. Сега можеме да дискутираме колку од гласовите на контото на Европскиот фронт се, условно кажано, гласови на бошњаци, на турци, на роми, но 19 мандати има Европскиот фронт, 13 има коалицијата Вреди. Тие самите се договараа, затоа што 2/3 од структурите кои беа околу Груевски се околу Мицковски. Мајскиот договор беше во слични околности во 2006 година. И врз основа на тој искуство треба да влече искуство сега Мицковски. Дали партијата на албанците, која е победник, значи сега, дали имало тамо еден пратеник заради поддршката на Курто Дудуш или заради поддршка на неколку заедници на башњаците низ Македонија или некоја турска заедница во тројката што гледаме или четворката што не успеа да земе пратеник, е прашање кој тие ќе го расправаат веројатно, но очигледно тргната е натаму работата. Мицковски да го покани Влен да му биде коалиционен партнер. И дуи според тоа денеска што го гледаме, веројатно ќе биде опозиција заедно со СДСМ и со Левица, може би со ЗНАМ, не знаеме, но очигледно дека победничката коалиција е таа. Од една страна ќе биде ВМРО со Влен, оние кои изгубија се СДСМ и ДУИ, владеачката коалиција. Впрочем, целата кампања и овој квантум на гласови што го освои ВМРО ДПМН, според мене се должи на еден вид на кампања кој беше крајно популистички, ги мотивираше албанците да тргнат не само против ДУИ, и тоа е се опасноста, замката во која влегува Мицковски. Тука треба да биде крајно предпазлив во следните чекори кои ги води, затоа што мислам, оние извици учека на плоштадот, оние од другата страна провокации, оставија на крајот од еден исклучително демократски процес горчина кај оние кои гледат малку подалеку, а не до формирањето на владата или до промовирањето на новата председателка. Ќе биде ли знам дел од новата влада? Што е вашето чувство? Кратко, затоа што сакам уште една тема да отвориме. Мислам дека е поверојатно дека знам ќе биде дел од идната влада, предводена од ВМРО ДПМН, заради повеќе аспекти. Прво, заради природата на постојањето на таа партија. Таа партија, сметам дека надвор од владата е осудена на политички неуспех, да речеме, од една страна, од друга страна сметам дека е и прагматично гледано за ВМРО ДПМН е добро да има колку е можно постабилно и поизвестно и поголемо политичко мнозинство, близко до 2/3 или дури и 2/3, кој што ќе му возможи да атерира низ лавиринтите на политичките проблеми со кои што ќе се соочи идната влада. 58 ВМРО ДПМН, 13 Вреди, тоа се 71 и 6 знам 77. Дали и вие сте поблиску до овој став дека знам веројатно ќе биде дел од владата или? Така најавува Мицковски. Јас ја правам анализата што би било искуството ако го земе во предвид од 2006 до 2008. Одлуката е негова. Брзо се догоди на локалните избори, може после локалните избори или до локалните избори да има други претумбации. Има комоција, што сака може да прави Мицковски. Според мене може да ги земе и двете партии ако сака, освен оние кои смета дека се контаминирани во ДУИ и да владее комотно, да прави уставни измени како што ги најави. Значи уставни измени треба да го намали парламентот на 90 пратеника. Треба да прави уставни измени за една изборна единица. Треба да прави уставни измени за начинот на кој ќе се бираат членовите на новите министерства, судскиот совет, советот на јавни обвинители. Јас би му додал веќе ако толку правим уставни измени, она што јас навијам да се случи, да го смениме уставот и да продолжиме напред кон Европската унија. Можно ли е тоа да се случи? Што мислите вие? Ако не се случи во овие први 6 месеци, мислам дека нема да се случи за време на владењето на Мицковски. Веројатно има и обратни тези, дека првите 6 месеци ќе бидат купување време. Јас мислам дека во овие 6 месеци или барем до крајот на годината ВМРО ќе направи рефлексија на целиот тој аспект поврзан со
уставните измени, со европските интеграции. Очекувам некакви обиди за подобрување на политичката позиција во која што се наоѓа Македонија. Денешните изјави од страна на официјална Софија не упатуваат на тоа дека ќе има промени во позициите на официјална Софија, но сметам дека барем до крајот на годината партијата ќе се посвети во насока на подобрување на позициите и тегнење на определени аспекти од тој договорот и обврски пред кој е исправена Република Македонија. Не очекувајте отстапки, тоа се пораките од официјална Софија на кој што се реферира професорот Спасеновски. Ве изненадуваат, професор? Не ме изненадуваат. Мислам дека тие се стартните позиции. ВМРО-ДПМН не треба да направи обид, бидејќи имаше некои навестувања со нова уставна комисија, со некои дотерувања на преамбулата. Историска мислите? Да, нова комисија за уставните прашања, да видиме дали можат поинако да бидат обликувани, што би биле прифатливи за мнозинството пратеници. Зашто во првата фаза треба само да го отворим уставот, нема да навестиме дека ќе затвориме успешно. Значи, јас кога би бил во таа позиција со ова комотно мнозинство, би го направил првиот чекор, би ги отворил уставните измени, без да претендирам дека ќе се завршат успешно, ако во меѓувреме нешто не се дотера од она што го бараше ВМРО-ДПМН како дополнителни гаранции или некои отстапки од страна на Софија. Јас не очекувам отстапки од страна на Софија, не верувам дека може на подобро да се подобри преговарачката рамка, така што таа е рамката во која треба да се движи ВМРО-ДПМН и новиот премиер Мицковски. Добро, толку е времето. Благодарам за овој разговор.